Од суд Ненад Савевски изборот на владата за нов државен јавен обвинител. Тој беше еден од четворицата кандидати кои го поминаа филтерот на Советот за јавни обвинители. Што било пресудно и како тече постапката, во овие вести да знаваме од колешката Тамара Дичовска. Тамара, кои се информациите официјални од страна на владата? Од владата конкретно не ни одговорија што точно го издвоило судијата Ненад Савевски од останатите тројца негови против кандидати за местото републички јавен обвинител. Кажа дека имало сеопфатна и конструктивна дискусија и дека се воделе од принципите на професионалност. Судијата од Кривичниот суд Ненад Савевски имал богата кариера и долгогодишно искуство како правник, како и тоа дека имал интегритет. Но со оглед на тоа што и другите три обвинителки кои што беа негови против кандидати за оваа позиција, обвинителката Ленче Ристовска, обвинителката Лидија Ричевич, како и актуелната државна јавна обвинителка Анита Тополова Исајловска, исто така се професионалци во областа која што ја работат, како обвинителки имаат и интегритет, меѓутоа и исто така богато професионално искуство. Ни остана неодговорено која била предноста на судијата да биде избран како предлог на владата за нов републички обвинител. Тој треба да седне на местото на Љупчо Коцевски, кој што во декември си даде оставка, откако предлогот, истиот ден кога предлогот за негово разрешување требаше да се најде во собранието. Исто така неодговорено ни беше дали на владината седница денеска биле разгледани сите 4 биографии на четворицата кандидати за државен јавен обвинител, со оглед на тоа што премиерот Мицкоски претходно во интервју кажа дека обвинителката Ленче Ристовска нема да биде во игра, иако и таа доби позитивно мислење од Советот на јавни обвинители, како и останатите тројца кандидати. Името Ненад Савевски на судијата треба да се најде во собранието следната недела, каде што доколку ја добие поддршката од 61 пратеник, ќе стане новиот републички јавен обвинител. По продолжение слушаме портпаролката на владата Марија Митова со образложението како владата се одлучи судијата од Кривичниот суд Ненад Савевски да биде изборот за предлог за нов обвинител кој што ќе раководи со републичкото јавно обвинителство. Владата се раководеше од принципите на професионалност, интегритет, стручност и доследна посветеност на владењето на правото. Ненад Савевски е судија во Кривичниот суд. Во текот на својата професионална кариера има изградено репутација на правник со долгогодишно искуство. Препознатлив по својата стручност, професионален интегритет и посветеност на принципите на законитост и правда. Владата, како што можев да кажам и на самата пресконференција, навистина имаше конструктивна дискусија по однос и на професионалниот, но и на личниот кредибилитет кој што секој еден од кандидатите го поседува, кој што го има и одлучи како предлог на собранието да го предложи овој кандидат кој што со своето богато и професионално, но и личен интегритет кој што го има, цениме дека ќе придонесе кон зајакнување на она што значи правосуден систем и она што ние досега го имаме, тоа е 2% довер. Да, Тамара спомена дека предлогот за нов државен јавен обвинител веќе наредната недела ќе се најде на гласање пред претениците. Извесно е дека мнозинството се очекува да даде поддршка за предлогот на владата, но кој е Ненад Савевски? Неспорно е дека судијата Ненад Савевски има богато искуство и кариера и како обвинител, но и како судија. Тој станал обвинител во 2009 година во Скопското обвинителство, се до 2016 година кога одбран за судија во Кривичниот суд, кој што суди предмети поврзани со организираниот криминал и корупција. Пред да стане обвинител пред 2009 година тој работел како приправник и помошник во судот во Костивар. Има дипломирано и магистрирано на правниот факултет Јустинијан I, тука во Скопје во областа на казненото право, а предава и на Академијата за суди и јавни обвинители, така што, како што кажа и ти, извесно е дека со оглед на тоа што владата го предложува, а владачкото секако имаат и мнозинство во парламентот, дека следната недела на собраниска седница тој ќе биде избран за нов републички јавен обвинител, но секако ќе почекаме и официјално следната недела да биде соопштен изборот и од пратениците во собранието. Тамара Дичовска, ти благодарам за овие информации. Целосниот извештај го гледаме во Централниот дневник.